Бугарите се тие кои што не и пружиле помош на Македонија и на востаниците. Пред дигање на Илинденското востание имало разговор со англиски дипломат кој што им рекол дека нема да ги подржи во кревање на востанието, но бугарите рекле дека доколку се крене востание во Македонија, тие ќе испратат 100.000 штикови. Повторувам, 100.000 штикови. Кога Бахтијар Паша тргнал со 18.000 војска и кога од Кривогаштани нагоре полето било бордо боја од фесови и кога овие 1200 востаници овдека херојски се бореле, бугарите не мрднали ни со прст. Значи, тоа е само уште една потврда на кварната до крај, до срж бугарска политика и уште едно предавство кое што направиле на македонскиот народ. Не само што не пружиле помош, туку потоа по задушување на Илинденското востание, сите зверства што се правени, палежи на коли, на куќи, убивање на недужно цивилно население, силување на жени и така натаму, сето тоа ниедна нота бугарската влада нема пратено до ниту едно странско представништво, за да на крај од Англија формираат специјален совет кој што ќе ги истражува животот и сите настани по Илинденското востание овде на оваа територија во рамките на Отоманската империја. Мене ми е жал што бројот на тие што се спремаат така наречени во наводници европски ориентирани политичари некако се зголемува, но очигледно дека се зголемува на оние што се спремни да ја предадат Република Македонија. Нема потреба за никаква дволичност, нема потреба за никакви театри и загриженост и за патриотизам, кога се знае дека што малце ќе ги потапкаат под рамо, што ќе им кажат две-три убави зборови тие што треба, тие се веднаш подготвени се да предадат за пуста власт. Ете јас и мојата партија Гром не сме спремни да предадеме, не сме спремни да ја предадеме Република Македонија и овие граѓани, без разлика дали ќе дојдеме на власт или не. Ова е место свето, ова место ние треба да го чуваме. Македонците не можеме да дозволиме понатака да бидат понижувани и одговорно тврдам дека подршка не треба да добиваат политичари кои се трудат на секаков начин да го понижат македонскиот народ, а со тоа се повеќе да овозможиме иселување на нашите млади луѓе надвор од Република Македонија. Во надворешната политика нормално подршка и натаму јакнење на улогата на Република Македонија во НАТО структурите во рамките на Европската унија, но морам да кажем дека мојата мисија би била да се дигне дигнитетот на Република Македонија. Она што бараме е само малку почит повеќе за Република Македонија и за граѓаните на Република Македонија и она што мораме да го соопштиме на Европската унија дека ние сме подготвени да чекаме пред вратата на Европска унија до 2030 година, потоа не сме подготвени, до кај сме стигнале до тука, од тука нааму ние ќе си бараме решенија за сите проблеми на нашите граѓани, особено за економските проблеми кои што ги има Република Македонија.